Весна предмалку овде заврши пресконференцијата што се одржа веднаш после тет-а-тет средбата меѓу двајцата премиери. На прашањето за се погласните најави дека Украина би можела да влезе во Унијата пред Македонија, унгарскиот премиер Виктор Орбан рече дека тоа не би било фер и дека Унијата најголемата морална обврска ја има кон Македонија. Да ја чуеме неговата изјава. Се разбира, се во ова не е фер. Но не е моја задача да го нагласам оправданиот морален отпор и нашите колеги од Македонија ќе го направат тоа. Јас како партнер кој долго време има разговарано, преговарано со Европската Унија, јас го сметам за срамно тоа што го прави Европската Унија тука. Јас би може да споменам други држави од Западен Балкан, према која што не е фер што го прави Брисел. Премиерот Мицкоски го повтори својот став дека повеќе нема намера да прави никакви одстапки по ова прашање. Да чуеме дели од неговиот став. Јас само се обидував секаде каде што зборував за македонската европска сага да ја преносам фрустрацијата која што ја чувствуваат сите граѓани. И сето она кое што граѓаните мораа да го направат во името на таа иднина, а за возврат да добијат речиси ништо, бидејќи се наоѓаме исто онаму каде што бевме пред 20 години. Дури и пред некои од земјите членки кои што сега веќе се во рамките на европското семејство, или тие кои што некој денеска ги нарекува фронтранери. Двајцата премиери разговарале и за ставот што го зазема, односно заедничкиот став што го зазема при гласањето на резолуцијата во Обединетите нации. Орбан потенцираше дека и понатаму е на страната на мирот, за разлика од како што рече некои европски држави што не го посакуваат тоа. Кажа дека тој својот став ќе го каже и во четврток на средбата со европските лидери и ќе инсистира на тоа дека планот што го има Америка е најдобар и ќе донесе мир во Украина. Исто така на билатералната средба и претходно на владината седница е разговарано и за соработка, најмногу економска помеѓу двете земји. Обелодени дека Орбан дека најмногу би сакал тој ако може да се направи некаква трговска унија со Македонија, Србија и Унгарија, но рече дека тоа не е можно затоа што тие се во унијата, а останатите две држави не се, затоа ќе инсистира на билатерално ниво да се подпишуваат договори за соработка. Тоа и се случи денеска при билатералните средби помеѓу министрите, договорени се да се подпишат меморандуми за соработка во економијата, во културата, во енергетиката и во повеќе сектори. Меморандуми ќе бидат подпишани помеѓу министрите за одбрана и за МВР, кои пак ќе соработуваат на обуки за нашите полицајци во однос на пречекување на VIP гости, во однос на разузнавањето и антитероризмот. Сепак овие договори ќе бидат подпишани на следните средби во Скопје. Премиерите си, односно нашата владина делегација, премиерот си заминува од овде, задоволна од дводневниот македонско-унгарски самит, кој што следеше после оној што се одржа во септември во Скопје. Весна?